Иако ова предлог одлука која што денес е пред нас за да изгласаме, законски треба да се формира ваков совет на детско престапништво, сметам дека има доста аномалии во оваа предлог одлука која е ставена за гласање, бидејќи во минатото, односно во минатиот мандат на советници што сте биле дел од вас те повторно, се распишувал јавен повик со кој што би можеле да се пријават здруженија, организации кои што се занимаваат со проблематика како што е детското престапништво, малолетничката деликвенција, додека пак сега во оваа предлог одлука се веќе избрани тие здруженија, организации кои што работат на тоа поле со детското престапништво. Исто така, како друг проблем би го навела тоа што Скопје како главен град, каде што има најмногу средни училишта, каде што најмногу се случуваат девијантни појави, каде што се најмногу забележливи социјалните, класните, економските разлики, кои што всушност и сиромаштијата, кои што и дополнително доведуваат до појава на малолетничката деликвенција, на девијантните појави, сепак само 13 члена ќе содржи овој совет за детско престапништво, додека во другите општини, како на пример во Кисела Вода, тој совет изнесува 21 член. Исто така во овој совет не достигаат стручни лица. Не може да разгледуваме само правно да во тој совет да членуваат само суди, представници од МВР, туку ние треба да пристапиме и поинклузивно, односно да се вклучат и психолог, педагог, социолог, дефектолог, кои што се стручни во таа област и кои што таа проблематика им е полен интерес. Во социологијата имате цела област која што се занимава со девијантни појави, со малолетничка деликвенција и со таа проблематика всушност. Исто така немате представници од средношколците. Вие носите одлуки кои што се наменети за младите, немате представници од средношколците, што сметам дека дополнително е аномалија, бидејќи во последно време сведоци сме последните неколку години, а можеби во последниот месец дена колку девијантни појави се случуваат на територија на град Скопје. Дали да тргнеме од последниот случај што беше во општина Ѓорче Петров со малтретирањето на девојчето во паркот. Значи ова е резултат на систем кој што со години ги оттурнува младите на маргините, кој нема никаква социјална политика и стратегија, кој нема доволно спортски и културни содржини и нема соодветна психолошка поддршка во самите средни училишта. И затоа овој систем дозволува децата да растат и во сиромаштво, и во неизвестност, и во социјална оттуѓеност. И всушност од тука произлегуваат и сите проблеми што ги гледаме денес. Никое дете не се раѓа како деликвент, туку тоа е всушност резултат на тоа што системот го оттурнал. Сиромаштијата, семејното насилство, зависностите, социјалната исклученост, нефункционалното образование, недостигот на перспектива за вработување, сето тоа создава услови на девијација. И без стручни лица, како што наведов, во овој совет не може да ќе биде само уште едно тело кое што ќе одржува само протоколарни состаноци, додека ситуацијата на терен повторно ќе ескалира. Затоа град Скопје како главен град не може да си дозволи да формира совет во кој што ќе членуваат само 13 члена, бидејќи тоа е град кој што има најмногу средни училишта, најголема концентрација на млади и тука се и најголемите социјални разлики. И всушност оваа одлука покажува дека само е формално направена колку да се исполни законската обврска, а не е направена за да има некој сериозен пристап за борба против детското престапништво и малолетничката деликвенција.